Во градскиот парк се најдов со кандидатот за градоначалник на град Скопје, Орсе Георгиевски. Како сте? Добро сум, Марко. Супер. Топло е времево. Се погоди. Таман за прошетка. Да, и топ низ паркот, низ градскиот парк во Скопје. Ме интересира, што ќе беше Орсе Георгиевски доколку не беше политичар? Па јас знаат дел од граѓаните, завршив средно медицинско. Најверојатно ако не се одлучев да влезам во политиката, најверојатно доктор ќе бев, така да ако не би бил политичар, ќе бев доктор. Одлично, не знаев за ова. Сериозно ми дојде како новитет. Значи постоеше шанса во животот, дојдев на доктор кај Орсе Георгиевски, но Па една од првите желби уште во основно училиште беше претседател на држава да видам, што значи беше поврзано со политикава, но истовремено и медицината ме влечеше и затоа се запишав во средно медицинско училиште. А дали сега се кае за таа одлука што влезе во политика, не во медицина, или мислите дека го направите? Не, мислам дека сум го направил правилниот избор. Знаете, и преку политиката можете многу работи да промените, можете на многу луѓе да им помогнете. Така. Да се потрудите да ги поправите работите, исто и во медицината, каде што се работи за спасување на човечки животи, што значи и едната и другата работа правилно ако се насочите да ги работите, мислам дека ќе се пронајдете и ќе има евидентен резултат од сето тоа. Се сложувам. Дали Орце има некоја мана за која што ден денес пријателите знаат да го задеваат или да се шегуваат истат? Па знам малку подоцна да останам навечер, а тоа ми прави проблем со рано станување од сабајле. И најчесто кога ќе се договориме порано да тргнеме со некоја активност, знаат дека можна да доцнам. Така да тоа ми е, го сметам за еден од моите хендикепи. Морам да работам. Често пати да. Ево тринава имав еден состанок, требаше да ми почне во 8:40, јас доцнав 20 на минути, така да често пати ми префрлуваат за тоа. Тело службата. Тоа е сега. Вака, мене ме интересира. Кој е најголемиот пропуст ваш, нели, што сте го направиле во досегашниот политички ангажман и што сте научили од истиот? Па, знаете како, можеби преамбициозно за некои работи. Прво морам да истакнам дека важно ми е и сведоци се сите мои сограѓани, барем во Кисела вода изминатите 4 години, дека дадов се од себе за сите прашања за да ги решам. Тоа е многу важно. Никогаш да не се откажете при решавањето на одреден проблем. Си го сметам како момент кој што не успеав, но се уште не се откажувам од тоа. Болницата за наркозависници не успеав да дислоцирам и тоа ми е една од работите кои што ги сметам за пропуст, можеби преамбициозно. Влегов во сето тоа, но не се откажувам и разговаравме неколку состаноци, имавме со претседателот на владата затоа што тоа прашање не е директно до мене поврзано, туку и со други институции централни, како Министерство за здравство, владата и останатите кои што треба да помогнат во целиот процес, но не се откажувам, останувам на ставот дека треба да дислоцирам и верувам дека ќе се заврши тоа. Дали ќе биде точно до крајот на мојов мандат, не сум сигурен, но дека ги направив максимално вложив напори во тој дел да имаме напредок и да дојдеме до одредена фаза каде што веќе се гледа крајот, го направив. Како аманет можеби изидниот градоначалник баш на Кисела вода. Па јас како градоначалник на Скопје верувам дека ќе бидам избран, сигурно дека ќе бидам логистичка поддршка во целиот процес. Така, а што планирате на планот Скопје како паметен град? Дали планираме да го дигитализираме Скопје или во корист на граѓаните сега? Прво, училиштата, средни училишта, кои што се под надлежност на градот Скопје се нецелосно дигитализирани. Услугите во градот Скопје се недигитализирани целосно. Треба ние да овозможиме пристап на граѓаните да можат преку еден клик, и јас тоа го најавив, да ги имаат сите услуги на располагање. И релевантно е за тебе, знаеме сите граѓани, еве да се земам јас во предвид, каков е начинот до кој што ти ќе стигнеш до одредена локација или до одредена позиција. Многу ти е важна компонента и тебе, но и на сите времето. Затоа јас ќе работам во однос на дигитализацијата да сите услуги кои што ги нуди градот Скопје ги направам максимално достапни. Од една страна тоа го олеснува процесот за граѓаните полесно дојдат до услугите, а од друга страна пак знаеме дека
дека сето тоа влијае на да се намали корупцијата. Така. Јас во Кисела Вода од една општина која што бевме на листата на транспарентност меѓу последните, дојдов до фаза да сме сега во првите 10 институции во државата по транспарентност, а во тоа сериозно влијаеше и дигитализацијата. Така да сите процеси, функционалноста на јавните предпријатија, средните училишта во градот Скопје ќе бидат опфатени со една обемна дигитализација, односно сите услуги достапни за граѓаните со само еден клик. Верам дека следното прашање нели многу е едно од оние кои што најмногу ги засега Скопјани, а тоа е презаситеноста од уличните куќиња за жал. Дали Орце Ѓорѓиевски има план како да се справи со бездомните куќиња, но секако нели без притоа да ги навредиме и активистите, секако љубителите на домашни животни, потоа нели на хуман начин да биде истото сторено кон животните? Јас, Марко, програмата ја работев со експертски тимови и од експерти од земјава, кои што ги имаме многу, но и со меѓународни експерти, секој во својата област, но дополнително ги вклучив и невладиниот сектор. Ани Мамунди сериозно ми помогна во креирање на делот, односно предвидување на одредени новитети кои што ќе ги воведеме во однос на третирање на животните на улица, бездомните миленичи, односно бездомните животни, така што во прва фаза ќе започнеме со сериозно проширување на капацитетите на лајка. Таму има недоволно капацитет и не може да се згрижат сите. Хуман третман на сите животни и стерилизација ќе треба да направиме, она е што недостасува, но сето тоа да биде спроведено во една координирана, сеопсежна активност од која што на крајот евидентно ќе се види резултатот. Сега не може да кажеме дека на завидно ниво лајка предпријатието ја работи работата. Јас верувам дека тие луѓе таму се професионалци, даваат се од себе, но резултатот де факто не е задоволувачки за нас граѓаните. Да. Така имаме постојано лица кои што се каснати од куќиња, дечиња се доведени во опасност и така натаму, што значи дека еден од 5 столба мои важни ќе биде токму хуманиот третман на бездомните животни. Така, и секако безбедноста на граѓаните победели. А едно прашање може би за онаа нели помлада публика или помладо гласачко тело. Скопје еден период важеше за град со бурен ноќен живот, забавен ноќен живот. Тоа некако како да се изгуби сега во последниве години. Дали вие имате план кога би биле градоначалник на град Скопје, како повторно да го заживеете ноќен живот? Исто и во овој дел, во соработка со угостителите од градот Скопје, тука ги вклучуваме оние имиња од ноќниот живот на времето кои што беа во наше време попознати како Свила и останатите. Пеџа, сите ми дадоа поддршка изминатиот период, но и ми дадоа безпрекорно добри идеи како ние да го заживееме ноќниот живот, како да понудиме алтернатива за младите, но сето тоа да биде согласно законот и сето тоа да биде безбедно за децата. Не е доволно само да имаме ноќен живот. Точно така. После изборите многу поважно е да имаме безбеден ноќен живот. Да не дозволиме повторно да се случи трагедија од она што сме сведоци пред неколку месеци во Кочани, за жал, што се случи, така да имаме сериозен план, сериозен концепт и верувам дека за брзо, заеднички, заедно со угостителите ќе го имплементираме во градот Скопје. Супер муавет, мислам дека си направивме, одговоривме на доста прашања. Сега уште едно за крај. Што правиме со рампите тука? Рампиве, јас споменав, мене лично ми сметат, затоа што достапноста на градот треба да е отворена за сите. Градот колку што е на градоначалникот, толку и на граѓаните, толку и на медиумите и на целата јавност. Така да една од првите работи што ќе направиме, дента кога ќе влегувам во градот Скопје, ќе биде отстранување на овие бариери, кои што од една страна непријатно изгледаат, а од друга страна нудат една непристојна затвореност на градот према граѓаните. Овој град се финансира од граѓаните и сите проекти се финансираат од граѓаните, така да овие бариери после изборите ќе ги нема. Благодарам за муабетот, ви посакувам фер и успешна битка за градоначалник. Благодарам, да си жив и здрав. Пријатно.